Почитувани граѓани, во 9-та година од владеењето на Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ, центрите за социјална работа во Македонија се во катастрофална состојба. Објектите се непристапни за лицата на кои што им се најпотребни, го рушат нивното достоинство, приватност и не обезбедуваат основни услови за работа на вработените. Ваквата лоша состојба на центрите за социјална работа секојдневно им создава проблем на граѓаните корисници на услугите од социјална заштита. Најголем е проблемот во меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Скопје, чии простории се наоѓаат на само 20 метри од Министерството за труд и социјална политика. Канцелариите во овој центар се многу мали, а во нив се сместени од 4 до 7 вработени. На овој начин се кршат правата на граѓаните за тајност и доверливост. Дополнително нема ниту можност за индивидуална работа со граѓаните, нема можност за укажување на потребната помош со советување, психосоцијална поддршка, разговор и превенција. Како ли само се чувствуваат децата кои што доаѓаат во оваа установа? Во случај кога се работи со деца, жртви на злоупотреба, немањето на посебна просторија, скрин стакло, помошни уреди за аудиозапис се првата пречка која што понатаму води до дополнителен стрес и чувство на жртва кај овие дечиња. Просториите во оваа јавна установа се сместени во зграда на 4 спрата во кое што нема лифт. Како инвалидизираните лица, старите лица, лицата со проблеми во движењето ќе може да ги остварат своите права во оваа институција. Дали министерот за труд и социјална политика воопшто се запрашал како се чувствуваат граѓаните кои што доаѓаат во оваа установа по помош, а во истата го губат основното човечко достоинство? Никола Груевски и Диме Спасов им должат објаснување на граѓаните како на само 200 метри од овој центар за социјална работа во Скопје се трошат од 18 милиони евра за панорамско тркало, а нема пари за објекти кои што на граѓаните ќе им овозможат достоинствено остварување на своите права од социјална заштита. Условите во кои што центрите за социјална работа работат сега се спротивни на законските уредби и подзаконските акти. За жал, лошата состојба не се однесува само на меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Скопје. Идентична е ситуацијата со сите центри за социјална работа низ Македонија. Во Македонија се случува одредени центри за социјална работа да немаат дури ниту комплетен стручен тим за работа. Сите овие драстични примери говорат за односот на власта кон граѓаните корисници на социјална заштита и вработените во центрите за социјална работа. СДСМ бара негрижата на власта да престане. Бараме наместо панорамски тркала и жални врби во Вардар да се инвестира во социјална заштита во интерес на граѓаните на Република Македонија. Дали имате прашања? Повелете. Да, како што напоменав, многу од центрите и институциите за социјална заштита. Тие што конкурираат, пошто има вработени, што кои се вработени некаде полици што Македонија, им нека јавите се 6 месеци пред избори. Сега да се што може. Да, тоа е честа пракса и навистина голем дел од институциите за социјална заштита во Македонија се со намален капацитет за работење, а знаеме колкав е процентот на сиромаштија, колкав е процентот на граѓани кои што имаат потреба од оваа помош. Благодарам.